собраниска процедура. Неодамна донесен е нов закон за Академија на суди и јавни обвинители. Законот за суди и јавни обвинители ги содржи основните предпоставки за исполнување на критериумите за упис на Академијата, од која во иднина ќе се регрутираат нови суди и јавни обвинители. Во значено зголемените критериуми за упис на Академијата се бара полагање на стручниот тест, се бара меѓународна диплома за познавање на англискиот јазик, се бара полагање на психолошки тест, како и тест за интегритет, кој освен писмен дел содржи и процедура за распрашување за кандидатот. А кандидатите кои немаат најмалку оценка 8 и на додипломските и на постдипломските студии, нема да може да се квалификуваат на оваа академија. Целта на оваа промена е во иднина да се обезбедат нови генерации на судии каде знаењето, капацитетот и интегритетот ќе бидат значително загарантирани уште пред уписот на Академијата на судии и обвинители. Формирано е посебно јавно обвинителство за борба против организиран криминал и корупција преку измени на законите за јавно обвинителство на Република Македонија и законот за судовите. Донесен е закон за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени предмети во кривична и прекршочна постапка. Агенцијата за управување со конфискуван имот е воспоставена во декември 2009. Досега извршена е конфискација на имот за кој судот оценил дека е стекнат на криминален начин, а конфискуван имот е запленет во различни форми, како хартија од вредност, стамбени објекти, деловен простор и друг движен и недвижен имот, во вкупна вредност од околу 20 милиони евра, пари кои како доаѓаат се слеваат во буџетот и веднаш се реинвестираат во обнова на училиштата, набавка на здравствени апарати, бесплатни учебници, социјални станови и слично. Како во последната една година, така и во сите 4 изминати години, внимававме и на доследното спроведување на Охридскиот рамковен договор, како и на одржувањето на добри меѓуетнички односи меѓу македонците, албанците, турците, србите, ромите, бошњаците, власите и останатите граѓани од различна етничка припадност. Почитувани сограѓани, јас знам дека добар дел од населението, голем дел од вас, го чувствува времето кое несопирливо минува без да осети лично драстично подобрување. Знам дека на многумина им се намалува трпението. 20 години оваа земја се обидува да стане падната од ударот на транзицијата, а тоа понекогаш е речиси третина од еден живот. Никогаш не сум давал лажни ветувања и како и секогаш ќе бидам искрен до крај. Работите ќе се променат. Процесот на промени е веќе започнат. Тоа не може да заврши спектакуларно брзо. Тоа нема да биде утре. Но Македонија ќе се исправи целосно. Бидете уверени во тоа. Промените се започнати. Работите почнаа да се движат во сите сфери. И покрај светската криза и блокадата од Грција. Вака да се работеше од почетокот на 90-тите, досега ќе бевме многу напред. Промените ќе засегнат многумина. Ќе ве засегнат можеби и вас лично. Ќе стават ред во нередот. Ќе иритираат. Ќе се изгуби удобноста на лошите навики. Но затоа и се викаат промени. Единствената нивна цел е систем што функционира и овозможува поквалитетен живот. Европеизацијата е систем на вредности кој почнува од нас, индивидуално, а не со одлука на некои важни луѓе во Брисел. Ние мораме да зацврснеме, за да бидеме прифатени како еднакви во вредностите. Тоа е патот. Нема покус. На крајот на последната една година и на крајот на овие 4 години, време е да погледнеме во наредните 4 години. Започнатото мора да се доврши и оваа светска криза мора да заврши. Модерното земјоделие и брендираниот македонски производ ќе добијат дополнителни над 200 милиони евра во следните 2 престојни години. Неколку стотици милиони евра инвестиции во енергетиката ќе добијат завршница со почетокот на изградбата на хидроцентралите Чебрин и Галиште, Бошков мост и Луково поле.
со изградбата на гасоводот и гасификацијата на Македонија, со што Македонија не само што на добар крок ќе забетонира енергетската сигурност, туку ќе се позиционира и како регионален фактор. По завршувањето на кризата, повторно како цел ќе си поставиме раст од 5, 6 или 7% на бруто домашниот производ, како што имавме во првите 2 години од нашиот мандат, кога немаше светска економска криза. Рецептот е познат и испробан во 2007 и 2008. Тоа и само тоа ќе значи дека за нас рецесијата е минато и дека одиме понатаму. Од друга страна, ќе се обидеме, ќе направиме се што е во наша моќ да најдеме решение на проблемот кој ни го наметна Грција, поврзан со нашето име и идентитет. Секоја дискусија која ќе се води, секој компромис кој евентуално би бил понуден, на крај ќе заврши пред вас и одлуката ќе биде ваша. Тоа право никој нема да ви го одземе, без оглед колку силна пропаганда да води, барем додека јас сум начело на оваа влада. Одлуки од ваков тип за високи национални прашања се носат или се отфрваат заедно, не заради немање храброст и визија на актуелното раководство да пресече и превземе одговорност, како што другата страна се обидува да прикаже, туку заради основните демократски постулати во кои ние како луѓе длабоко веруваме, а тоа е дека волјата на народот е неприкосновена. Меѓу сите овие капитални проекти, кои ќе се довршат и ќе генерираат раст на економијата, отворање на нови работни места, изголемување на животниот стандард, нема да заборавиме и на главниот генератор на секој успех. Нема успех без силен национален дух. Французите тоа го нарекуваат споделување на француските вредности и тоа го бараат од секој државјанин на Франција. Тоа не е без причина. Љубовта кон своето, кон минатото, кон наследените вредности и доблести подигнале од прав и пепел многу нации. Германските нацисти не без причина го срушија дворецот Кролевски во Варшава, символот на државност и гордоста на пољаците. Пољаците не без причина го изградија повторно веднаш после војната. Скопје 2014 е затворање на едно поглавје од нашата историја. Поглавје без споменици, без спомен обележја и национални и државни обележја и сеќавања, со дозволена и делумна историја, обид за омасовување на национална неписменост и намалена самопочит. Притоа, сето ова последено со постојани негирања од сите страни на нашата нација, име, јазик, идентитет, историја, цивилизацијски вредности, а честопати и со доведување во прашање на одржливоста на нашата држава и нас самите. Размислете, зар не е смислено со мали исклучоци цели 60 години да немаме ниту еден споменик на нашите херои и историски наставни? Или импозантен објект кој сведочи за нашата државност во центарот на нашата престолнина? Од кого чекаме дозвола цели 60 години? Велат сега не е време. Да имаа таа логика нашите предци, ниту една црква во Македонија немаше да никне за време на отоманското робство. Тие времења, тоа поглавје, се затвора со секоја цигла и секој камен кој го поставуваме во нашите градби. Градби ќе останат и за сите следни поколенија како сведоштво за почит и однос кон сите кои се вградија во оваа земја. Нашето минато, епската борба на еден мал народ за место по сонцето, неговиот обстанок ни сите зла кои ги помина, триумфот на неговиот дух, добрина и справедливост, триумф на поштевањето за кое беше кадарен кон сите кои му нанесува зло, заслужува споменик многу повисок од 5 метри. За 4 години работите на сите полиња се помрднаа од мртва точка. Имаше грешки и ќе ги има и во иднина. Бидејќи ќе продолжиме да брзаме за да го надокнадиме пропуштеното време и пропуштените шанси од минатото. Од грешките никој не бега и ќе сториме се за да ги поправиме. Но работите не стојат како порано. Во Македонија има промени и подобрувања.
Луѓето се развижени, очекувањата се зголеми.